училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 6-то оделение. Ке ве замолам пред себе да имате бела лист хартија и молив за пишување. Што ке учиме денес? Ние денес ке учиме за глаголски групи. Цели за овој час се ученикот да умее да ги препознава сите глаголи од сите глаголски групи и подгрупи. Што се глаголски групи? Најпрвин да се запознаеме со поимот што се глаголи. Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во трето лице еднина сегашно време. Во македонскиот јазик нема инфинитивна форма, па за тоа се употребува оваа форма на глаголот каде нема наставка. Разликуваме три глаголски групи. А група чита, игра, вика, И група носи, моли, коси, Е група плете, пее, пие. Например, сегашно време учам, прво лице, второ лице учиш, трето лице учи. Во трето лице еднина завршува на И, значи глаголот од Е и И група. Глаголски подгрупи или раздели. Во промената на глаголите, освен трите основни самогласки А, Е, И, се јавуваат и други самогласки О, например, или празни места без основен вокал, пред личните наставки. Ова особено се забележува при образување на минато определено свршено време. Глаголската подгрупа или раздел се определува според самогласката што стои пред личната наставка во прво лице еднина минато определено време. Например, чита, викав. Кај глаголите од И група разликуваме три подгрупи или раздели. И раздел пратив, сторив, Е раздел изгорев, оздравев, А раздел издржав, прележав. Кај глаголите од Е група разликуваме четири подгрупи или раздели. А раздел станав, викнав, Е раздел запрев, сотрев, О раздел дојдов, реков, без самогласка чув, измив. Во зависност од тоа дали се менува само глаголот со наставки или во склопот на формата има и некој друг збор освен основниот вокал, разликуваме прости и сложени глаголски форми. Кои се прости, а кои се сложени? Прости глаголски форми се форми кои го содржат само глаголот, тоа се сегашно време, заповеден начин, минато определено време, глаголска форма, глаголска придавка, глаголски прилог и глаголска именка. Сложените глаголски форми се оние кои, освен основниот вокал, содржат и друг дел, помошен глагол, частичка, тоа се минато неопределено време, минато идно време, идно прекажано време, можен начин и формите сложени со има и нема. Препознавање на глаголската група. Например, сегашно време, прво лице учам, второ лице учиш, трето лице учи. Во трето лице еднина завршува на И, значи глаголот е од И група. Определување на глаголската група. Глаголите во македонскиот јазик се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во трето лице еднина сегашно време. Во македонскиот јазик формално разликуваме три групи глаголи. Например, А група чита, игра, вика, И група носи, оди, стои, Е група јаде, плете, спие. Во македонскиот јазик нема инфинитивна форма, па за тоа се употребува оваа форма на глаголот каде што нема наставка. Пронајди ги глаголите во речениците и определија нивната глаголска група. Сега ќе ве замолам да ги запишете овие следни примери. Вахид возеше велосипед, ја научив песничката на памет, децата си играат во дворот, ќе одиме на екскурзија во мај, Јана напиша домашна работа, тој пееше со милозвучен глас, ги решив сите задачи, ние јадеме пржени компирчиња, вие читате преку целиот ден, се смееме на цел глас. Сега овие се одговори на вашите прашања. Возеше од И група, вози, научив е вториот пример, И група учи, играат А група игра, ќе одиме од И група оди, напиша од А група пишува,
Пиеше от Е група пее, решив И група реши, ядеме от Е група яде, читате от А група чита и се смееме от Е група се смее. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.